А сега преминуваме на Поддржи домашно, избери органско. Ирена Спировска, мојата колешка, е подготвена ова утро да зборува токму на оваа тема со нашиот гостин Денис Трајчевски. Ирена, добро ви утро и повелете и вие. Поздрав, добро утро до тебе, Слободанка, и до сите гледачи на утринската програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа. Како што најави и ти, темата за која што во продолжение зборуваме е тема која се однесува на поддршка на локалните производители, домашното производство на вкусна органска храна и пијалоци. Еден убав интересен настан ќе се случува викендов во Diamond Mall, а ние се јавуваме утринава во живот токму отпред Diamond Mall за да го најавиме настанот Поддржи домашно, избери органско, на кој што голем број производувачи ќе ги понудат своите производи за многобројните посетители, кои што ќе може да ги посетат штандовите од 10 до 22 часот во сабота и во недела. Со Денис Трајчевски зборуваме околу организацијата, околу целата идеја и иницијатива за овој убав базар. Пред се, добро утро, Денис. Добро утро, Ирена. Многу ви благодарам што одвоивте време за еден ваков настан да не поканите и да видиме ваши гости. Ви благодарам заради тоа што го поддржувате настанот како една интересна програма која што би се случувала, а тоа е поддршката на производителите кои што произведуваат здрава органска храна по традиционални стари рецепти останати од нашите баби. Вие сте еден од главните иницијатори, вклучен сте и во организацијата, а нормално и ќе бидете дел од изложувачите. Како всушност се придвижи целата иницијатива и желба за одреден број на производители да бидат присутни во Diamond Mall следниве 2 дена, односно за време на викенд? Следејќи ги сајмите, базарите и сите збиднувања кои што беа во Македонија и надвор од Македонија, следејќи со тоа што и учествувавме на многу од тие сајми и базари, увидовме потребата дека на македонскиот пазар, на македонскиот потрошувач му треба некој интересно збиднување кое што се случува многу почесто, ама на различни места. Така и се договоривме неколку производители на почетокот да разговараме со моловите, да разговараме со градоначалниците, за да можеме да видиме и во моловите, но и да видиме надвор од моловите. Ние излегоe во пресред. Крајно им благодарам на сите молови до сега што бевме и на следните збиднување, така да таа наша група почна да се проширува и така во ствари почнавме со таа презентација на здравата храна да биде поблиску до потрошувачот. Да, тоа е одлична можност потрошувачите да може директно да се запознаат со самите производители на природна органска храна, да постават прашање, да добијат информација за она што ги интересира, да си купат нешто и при тоа да се направи едно поврзување за и понатаму да се користат производите директно купувајќи ги од изложувачите. Конкретно на предстојниот базар во Diamond Mall во сабота и во недела, колку изложувачи ќе има и каков се тип на производи ќе бидат изложени? Многу му благодарам на Diamond Mall кој што ќе го направи ова како еден проект. Благодарам на менаџерскиот тим кој што ни излезе во пресред. Збиднувањето, задоволство ми е да го презентирам збиднувањето, ќе биде на 21 и 22 овој месец, значи овој викенд, под слоганот Поддржи домашно, избери органско, на која што ќе има повеќе од 20 на излагачи, ќе биде во фоаето на главното фоае на Diamond Mall. Тоа е момент кога најубаво можат да дојдат нашите клиенти кои што многу често не бараат на нашата страна или ги бараат нашите производители на нивните страни. Момент кога ќе можат да ги пробаат, да ги вкусат, да ги дегустираат, да направиме една комуникација меѓу нас. Многу од тие производи веќе се наградени, ама најголемата награда е јавноста, нашите потрошувачи, значи тука ние добиваме наградата. А многу ни е важно на сите нас да имаме мислење
за понатаму таа позитивна или негативна критика да можеме да ја спроведиме и да знаеме што треба да направиме со нашите производи. Од областа на производството има доста интересни производи, значи љубовната ракија како синоним на саемите, потоа сувото овошје и зеленчук, потоа интересен димен ајвар, па имаме производи од пчелини производи, медот и производи од мед. Тука имаме козметиката од пчели, имаме маџун, имаме сирења и млечни производи, има така една поширока палета. Виното ќе го заборавевме како традиционален дел од нашата традиција. И тоа се природно, вкусно, подготвено со љубов, органско, се разбира со цел да конзумираме здрава, традиционална македонска храна која што ќе придонесе да бидеме здрави. Денис, ја спомнавте љубовната ракија. Вие всушност сте семено производители на овој производ, љубовна ракија Звончар. Како започна приказната за љубовната ракија? Затоа што знам дека има некоја интересна легенда, анегдота, па ајде во оваа пригода да ја споделиме со гледачите. Так. Традицијата трае повеќе од 50 години, кога дедото, таткото на мојата сопруга, почнал да експериментира со ова сега љубовна ракија. Покрај тоа што има многу љубов во нејзе, дарено, многу време, многу трпение, приказната таа е прво 5 годишна стара ракија која што зрее во дабови бурења. После 5 години во нејзе се имплементира имела. Имелата е полупаразит на секое дрво или како шумарските инженери го нарекуваат канцер на дрвото, заради тоа што ги пие сите најубави течности од коренот до младиот лист. Формацијата е дрвенест дел, лиснест дел и бел млечен цвет. Од дрвенестиот дел се крои, значи најчесто е од дабовите дрва, се крои. Карактеристично е тоа што за да се добие ваков шмек, треба да биде кроено во одреден период и тоа да го прави строго професионалец. Исто така, при ставањето во ракијата, при имплементирањето во ракијата, треба да го прави исто така долгогодишен професионалец, кој што треба да знае количина, какви дрвца треба да се стават и има многу уште некои интересни работи. Иначе тоа е ракија, рецептура на старите друиди, келтските попови, кои што ја произведувале оваа ракија и ја понудувале во нивните скапи тогашни манастири на богатите луѓе кои што сакале да го продолжат своето семејство. Ете, сега ја знаеме и легендата како настанала ова убава ракија. Благодарам за одвоеното време и за можноста да ги информираме нашите гледачи за базарот кој што ќе се случува викендов. Поддржи домашно, избери органско за сите оние кои што сакаат да купуваат и да консумираат вкусни македонски домашни производи. Со оваа информација, со оваа интересна приказна што ни ја раскажа Денис за потеклото на љубовната ракија, ние ќе се одјавиме од тука, посакувајќи ви на сите убав остаток од денот и се разбира следете и понатаму програмата на телевизија Алфа. Љубовната ракија нека допатува и во телевизија Алфа. Ирена, тоа мора да се конзумира, да се проба. Многу благодарам за овој разговор исто така.